Добре, криптоентузијасти, како што ветивме, денеска имаме видео за вести, но пред да продолжам со видеото, ќе направам две работи, а тоа е прво ќе ги пофалам овие 4 од нашиот канал, луѓе кои што го следат редовно, кои што помагаат постојано на нашиот канал, така да им благодарам со работката на Кико Крстевски, на Дарко Јошев, Бобан Досев, овие двајца како и секогаш, и Иле Кочишки, еден од поновите што е доста упорен со помагање на каналот, така да ви благодарам на сите овие кои што помагате постојано да има подобра содржина, затоа што уште еднаш ќе напоменам, значи многу по-добро гледаат повеќе очи, така да и во оваа ситуација тоа се некои вести и случувања на пазарот кои што едноставно не може да ги следите колку и да сте постојано во овој пазар, а знаете и сами дека едноставно некогаш постојат моменти кога едноставно не може да се фокусирате целосно таму, посебно кога имате кариера, фамилија и слично. Така да им благодарам што помагаат секогаш да имаме повеќе материја, а втората работа пред да продолжам со вести ќе биде да спомнеме што ќе се случува утре. Значи утре ќе пробаме да направиме видео. Се надеваме дека ќе успееме утре да биде направено и пуштено до вас, во кое што ќе разговараме за онаа кладба, во кое што само да го покажеме тоа зашто утре ќе разговараме, зашто е многу битно видео утре. Значи имаше кладба. Значи ова ќе биде уствари главната тематика која што ќе обработиме за да видите колку е битно ова што моментално се случува. Оваа кладба не е направена за џабе. Ова е кладба помеѓу еден представник на, да речем, централизираните финансии и еден представник на децентрализираните финансии, со тоа што овој централизирани воопшто не е битен. Уште еден бот, значи ова е ботот, кој што вели дека нема да има хиперинфлација во Америка, додека наспроти тоа Баладжи Сринивасан, кој што е предходен CTO на Coinbase, верува дека ќе има и дека ваквата хиперинфлација ќе доведе до $1 милион вредност на биткоин, што е многу логично, но целата оваа тематика, затоа што верувајте има многу позади оваа кладба која што не се зборува на секојдневните медиуми. Значи која е шансата за хиперинфлација, како ќе дојдеме до хиперинфлација, што представува хиперинфлација, зошто тоа е уствари смртна казна за било која валута во светот. И дури ќе напоменеме колку многу валути умреле до сега од хиперинфлација, со тоа што се тоа ќе може да проследите во следното видео утре, така да хиперинфлација на доларот кога и да настапи, ќе значи смртна казна за истиот и до сега не постои ниту една фиат валута која што не умрела од истата оваа болест. Затоа ќе поразговараме детално утре, верувајте ми. Тоа е многу битна тематика која што треба да обработиме. Очигледно многу луѓето не знаат што представува хиперинфлација и на тој начин ќе можеме да покажеме кога е логично да вакво нешто се случи и како сето тоа би изгледало во реални случувања, што би значило и така речено победа на криптовалутите. Сега, прво да видиме кој е наш пријател, кој не. Како што можеме да видиме, како и претходно што напоменавме, Белата куќа воопште никогаш не била пријател на криптовалутите, а не е ни сега. Со тоа што ова е само до следните претседателски избори, верувајте ми. Јас уште еднаш ќе напоменам дека следните претседателски избори ќе бидат клучни не за крипто, туку за тој што сака да биде претседател. Односно јас не верувам дека секојдневните граѓани кои што треба да ве гласаат, би ве гласале доколку вие не се нафатите да донесете соодветна крипторегулатива, затоа што знаеме дека во Америка крипторегулатива не постои, постои силеџиство, ништо повеќе. Сега затоа и уште еднаш напоменувам дека следниот кандидат за претседател на Америка сигурно ќе има дебела програма за крипто, не за CBDC, туку за крипто, а сега да видиме што се случува во меѓувреме. Значи во меѓувреме додека се уште не е дошло време за избори, очигледно се уште се обидуваат да го представат крипто како лоша ствар, значи дека нема ниту една фундаментална вредност. Тоа сакаат да кажат. Значи да само некои делови од ова само ќе ви ги покажам да видите што уствари сака да каже авторот овдека, сенилниот, знаете за кого зборувам. Значи само вака сега. Значи вели вака. Како што веќе кажано од администрацијата, во индустријата на криптовалути, репортот вели дека дигиталните валути во случајов до сега докажаа дека се високо волатилни, односно нестабилни и се subject of fraud, односно се многу често користени за измама. Значи тоа е она што постојано се пласира. Значи сега уште еднаш ќе напоменам, не заборавајте, фокусирате се на моментот дека постојано се обидуваат да го представат ова како измама. Значи дека криптовалутите се измама, криптовалутите се измама, криптовалутите се измама. Постојано, така.
Со тоа што подоле во истиот овој статус, значи нормално истите ствари постојано се кажуваат, ништо ново, односно овдека може да погледнете, значи од каде потекнуваат овие нели како да кажам поплаки на Белата куќа, затоа што криптовалутите најчесто се користат за нелегални активности, како што се перење на пари и продажба на дрога. Но кешот не се користи за ова. Не. Кеш не се користи за перење од пари и кеш не се користи за продажба на дрога. Не. Значи, тоалетната хартија во боја кога се користи за продажба на дрога, тоа е во ред. Ама ако се користат криптовалути, тоа не е во ред, затоа што кешот настие битен моментално, така? Значи само вака ќе ви напоменам. Картелите на дрога моментално држат една од најголемите квантитативни количини на кеш во светот. Зборуваме, ако се сеќавате, можеби сте гледале, можеби не, наркосеријата, тоа е жива вистина. Значи како во тоа време што нели најголемиот Пабло Ескобар имал цели хали со кеш, истото моментално го има и картелите. Но кешот е во ред. Ако картелите исклучиво во кеш работуваат, кешот е во ред. Додека криптовалутите не. Криптовалутите се исклучиво за илегални ствари. Сега, додека веќе разговараме за тоа, од каде потекнува се тоа, Семилниов, како може да го пропуштам ова, јас не знам. До сега очигледно никој не успеал да ми го даде и не сум успеал да го видам. Подпишал во март 2022 година Executive Order 14067, значи се ово што ви го кажувам може да го проверите и сами, ова се јавни информации со кои што гледајте што дозволи. Вака, значи во subject, само да видам каде беше точно местото. Вака. Значи, он со ваквата Executive Order, без да се советува со Сенат, без да се советува со поголемиот дом, одлучува дека ќе дозволи започнување на работа на CBDC. Така, сега ви е јасно зашто е проблем криптото, зашто криптото е неприфатливо, зашто криптото е нелегално, но CBDC во кој што имате целоса контрола со само практично една банка, тоа е одлична работа, кој што може да видите, значи тоа е сосема дозволено. Значи, од овој момент надоле јас го читав, ова е уствари како веќе работат и како понатаму ќе се одвива развивањето на CBDC. Значи, ова веќе една година се случува, јас не сум го видел. А со ваквото едногодишно работење, кое што очигледно никој јавно не го видел, значи може многу да замислите што уствари се случува моментално во позадина. Гледате, овдека е цела процедура како да се спроведува, значи, нели, целосната имплементација на CBDC, што не доведува до овој момент. Затоа се повеќе верувам дека FedNow уствари представува така речената CBDC програма која што моментално ја подпишал Семилниов, очигледно со ова Executive Order 14067, што јас не знам како успеа да пропуштам, но тоа е една од интересните работи кои што ги најдов. Сега, што друго е битно? Значи, гледайте како целата оваа слика постепено почнува да станува се појасна и појасна. Значи, вас за да имате CBDC не ви одговара да имате многу банки. Така, зошто го велам тоа? Колку повеќе банки, толку сите овие банки ќе бидат така речено проблем за вашиот централизиран систем. Вас ви е потребна практично една банка. Со тоа што колку повеќе банки имате моментално во системот, толку поголем проблем имате за централизацијата која што вас ви е битна. И гледате што се случува моментално. Со новиот репорт кој што моментално излезе, значи зборуваме за соодветни институции во Америка, уште 186 банки во Америка се со истиот овој ризик на пропаѓање, како што објасниме, затоа што поголемиот дел од портфолиото кој што они го сметаат дека е безбедно, односно купување на државни обврзници, е небезбедно затоа што сите тие државни обврзници поради rate hikes се прескапи, се преевтини моментално. Што значи дека ако се случи бенкран, автоматски ќе се случи истото сценарио како SVB. Погодете каде е следниот проблем. Следниот проблем е тоа што Дженет Јелен излезе, само да не знам точно каде беше таа вест. Значи Дженет Јелен излезе пред само неколку дена и кажа дека не сите депозити се осигурани. Односно, ова што се случи со SVB е исклучива ситуација во која што се вели дека само банките кои што се од исклучива важност за Америка, односно екзистенционелна важност за финансискиот систем на Америка, ќе добијат бейлаут на целите депозити. Додека сите останати банки не може да очекуваат дека нивните депозити ќе бидат целосно обезбедени, туку ќе бидат обезбедени до она 250.000 која што е граница по која што нели се обезбедени со FDIC. Така да, значи гледате каде се тоа оди. Ова оди до ситнење на малите банки кои што за жал ќе престанат да постојат и ќе бидат превземени од големите банки. Case in point, прва од многуте. Значи, First Republic моментално, гледате што случува и после,
огромниот бейлаут кој што го добија од 30 билиони. Значи, пад на акциите огромен, бейлаут се качува повторно од 12,3 на 18,6 нивната акција, за моментално да заврши на крајот на неделата повторно на 12,3. Тоа значи дека ваквата банка е само прашање на време пред да пропадне, значи тоа ви окажуваат незините акции, односно довербата во акционерите во оваа банка. Што значи дека ако истите заминуваат, тоа значи дека прашање на време е кога оваа банка ќе пропадне, а што се случува со пропаднати банки, знаете и сами, се купени од поголеми банки. Што значи дека оние кои што немаат доволно депозити и кеш, ќе бидат истребени од оние големите и многу од финансиските, да речем, стручњаци кои што јас, да речем, на некој начин ги следам и се советувам, е истата мисла која што имам јас, дека ќе дојде до крупнење на банкарскиот сектор во Америка, односно ќе стане збор за само неколку банки кои што се доволно силни за да го преживеат ова десеткување што моментално се случува. Односно само прашање на време е кога и понатаму ќе добиеме следни вакви колапси, како што е First Republic Bank, која што моментално очигледно е пред пропаѓање со оглед на фактот дека и ваквиот бейлаут е неуспешен. А нормално, уште еднаш ќе напоменам, овој бейлаут важи само за оние кои што се можен систематски ризик на целиот финансиски систем, а тоа се само големите банки, не и малите банки. Имајте во тоа во предвид, така да поради оваа причина само прашање на време кога ќе добиеме целосен колапс и овие 186 банки кои што имаат исто портфолио како SVB ќе го следат примерот на SVB и ќе отидат, да речем, во колапс. Но, уште еднаш ќе напоменам, се тоа е направено со причина. Како крипто, така и банките се на некој начин проблем за FedNow, кој што сака да ги превземе работите во своји раце. Односно, FedNow ќе биде директно покриена од страна на Федералната резерва и од страна на нивната, така речена, централна банка, која што директно ќе прави ваков тип на услуга за 24/7 да има банкарски, на некој начин, услуги достапни до сите своји клиенти. Што значи дека банките веќе не ви се потребни. Вие имате намера да воведете CBDC, кој што ќе представува фактички целосно превземање на банкарскиот сектор или од Фед или од неколку најголеми банки кои што се во Америка. Така да бидеме реални, тоа е на некој начин оно што јас го гледам како следен чекор на развивање на ситуацијата која што моментално ја следиме, со тоа што како што можеме да видиме, кој е главниот проблем, значи вие банките не ви се проблем. Банките само ќе се углубнат, оние кои што пропаднале ќе биде превземени од поголемите, ќе заврши паниката и тоа е тоа. Проблемот во оваа ситуација ви е крипто, затоа што крипто не може да го контролирате, крипто не е ваше, крипто многу едноставно може да се пресели, а вие не може да ги натерате вашите обични граѓани да не користат крипто. Тука е проблемот. Значи, таму моментално се обидуваат да создадат паника во која што, значи, не само банкарскиот систем, туку и крипто секторот треба да страда. Затоа што како вие моментално може да направите најлесно една голема економска промена? Многу едноставно, со паника. Значи, луѓето се спремни да ги дадат сите своји слободи во момент на паника. Значи, вас моментално, јас верувам дека ова, затоа и постојано кажувам исто, ја верувам дека ова е уствари планиран ризик во кој што они се свесни дека доларот е веќе на некој начин инфлейтиран, значи со преголема инфлација, што они се свесни дека ќе настане ваквиот колапс. А ваквиот колапс ќе ги натера луѓето да прибегнат кон првото решение кое што ќе им биде понудено, во оваа ситуација CBDC, затоа што верувам дека тоа ќе биде истата идеја на, значи, FedNow или CBDC, на некој начин нема голема разлика. Значи, ние ви нудиме нова валута која што ќе може во било кое време ние да ја регулираме инфлацијата, односно целосна регулација на инфлацијата. Сега не може да го регулирате затоа што не е директно контролирано од вас. Доколку станува збор за CBDC, инфлацијата ќе биде директно регулирана од нас, што значи дека во оваа ситуација вас централните власти ќе ви понудат. Знаете што? Откажете се од долар, откажете се од крипто, откажете се од се, ние ќе ви дадеме вас сигурна валута која што нема да има никаква инфлација затоа што ние контролираме во целост. Значи, верувам дека тоа ќе биде државата доаѓа на бел конј да ги спаси сите. Со тоа што ретконо се наоѓа некои од овие, да речем, криптоентузијасти, да речем, или луѓе кои што имаат барем 2 грама мозок, кои што се свесни дека CBDC е најголемиот проблем што може да ја најде една држава, со тоа што Тед Круз е моментално сенатор на Тексас, кој што сам кажа дека ваква CBDC, да речем,
ситуација нема да се случи во Тексас, затоа што на крајот денот секоја од овие 52 држави во Америка има повторно право на самоодлучување на сопствена територија и истиот моментално до својот сенат доставува анти-CBDC бил, кој што треба да забрани било каков тип на CBDC на територијата на Тексас. Моментално се случува тоа во повеќе држави, значи моментално исто така и Том Емер доставува до Конгресот моментално предлог да се забрани CBDC, значи дури и да треба да има CBDC, да има соодветен надзорен орган над Фед, затоа што ако нема таков орган, имате целосно контрола на општеството, затоа што контролирате во најмала рака целосниот извор на финансиски средства на цела една нација. Исто така мора да се спомне во Саут Дакота, во Јужна Дакота, значи гувернерката Кристи Ноем, која што запра, значи така речено фейк бил, која што е наменета за наводно само да се обноват досегашните права во однос на тоа што може да биде валута во одредена држава, во која што скриено стои дека ќе биде дозволено CBDC да може да се користи на низината територија и дека се забранува криптовалутите во било кој момент да бидат користени како валути. Значи, тоа беше откриено од гувернерката на Јужна Дакота, каде што очигледно централната власт се обидува да спроведе оваа агенда, каде што преку така речено само нормален закон кој што треба да го апдейтира нели моментално финансискиот систем во Јужна Дакота, се обидуваат целосно да забранат криптовалути, а да дозволат целосно CBDC кога истиот ќе биде активно развиен. Значи, гледате што прават моментално. Како нормални закони само за апдейтирање се обидуваат да го спротнат ова во нивната држава, во сите овие 52 равноправни земји. Така да се уште постојат одредени луѓе кои што се обидуваат да го сменат ова, иако не верувам дека тоа ќе се случи. На крајот од денот знаеме која е јачината на американската држава, но уште еднаш ќе напоменам, значи они може да пробаат, но не можат да го заправат. Прост пример за тоа вие овој артикл кој што кажува дека иако на банките им се забранува да даваат крипто услуги, гледајте на кого му се дозволува. Насдак во целата оваа паника, во целиот овој проблем, значи веќе е спремен да има кастади на крипто во втората половина од 2023 година. Значи пазете, во целата оваа страф, во целиот оваа паника, Насдак, како и Fidelity, Mellon и BlackRock, тоа се три од најголемите корпорации во светот, оние топ 10, овие се еден прво и некој од, да речем, од второ до пето место, така нешто ќе му дојде. Значи, најголемите корпорации им е дозволено да имаат кастади на крипто, Насдак му е дозволено да има кастади на крипто, но зошто е тоа така? Уште еднаш ќе се вратиме на политиката на Америка. Во Америка постои закон кој што вели дека само квалификувани инвеститори им е дозволено да инвестираат на ваков тип на, да речем, асет, капитални добра, затоа што со тоа ги заштитуваат обичните смртници дека наводно немаат доволно искуство за да можат да финансираат во ваков тип на капитални средства, затоа што се премногу ризични за нив како без искуство соодветни учесници на пазарот. Така да, ако им дадете на Fidelity, на Mellon и на BlackRock да ги поседуваат овие криптовалути, тоа е затоа што они се соодветни квалификувани инвеститори и они знаат што прават. Но вие не можете да држите биткоин затоа што можеби ќе добиете профит, после ќе бидете проблем. Исто и со Насдак. На Насдак може да учествувате само како брокер со соодветна лиценца или мора тоа да го правите преку брокер, што значи дека на крајот од денот повторно одредена институција има кастади на вашето крипто, односно има старателство врз вашето крипто. Затоа што кога BlackRock го чува вашето крипто, тоа не е ваше. Тоа е во BlackRock, а вие имате некое бројче на хартија и тоа бројче на хартија ви важи само доколку BlackRock не пропадне или доколку е расположен во моментот да ви го врати криптото. Зошто го велам ова? Значи гледајте овде, Насдак веќе, пазете го ова. Значи на 24 март во целата оваа паника дека криптото е проблем, криптото е вакво, криптото е такво, значи се обидуваат да направат сцена во која што секојдневните луѓе ќе бидат оддалечени од потенцијално инвестирање во крипто, додека на Насдак, најголемата електронска берза во Њујорк, и е дозволено во втората половина од 2023 година да не изминете втората четвртина, што значи дека од април до јуни ќе има веќе ново крило кое што ќе биде исклучиво наменето за работа со криптовалути. Значи, каква пропаст. Ама банките кои што возможуваат услуги на криптоменувачниците, затоа што тоа доаѓа до секојдневните луѓе, тоа ќе го забрани. Сега да не заборавиме дека понатаму го продолжиме да читаме, значи сите овие моментално што ги погледнавме корпорации заедно со Насдак се нови во криптосекторот. Дури тоа овдека многу добро го објаснуваат, значи
Само да ви напоменам, овдека буквално го објаснуваат тоа. Да, за почеток имаат само биткоин и етериум, а понатаму планираат да имаат и многу повеќе, со тоа што фактички преку Nasdaq ќе може да купувате и продавате нормално со ангажирање на соодветен брокер во ваше име, да имате практично биткоин и етериум, со тоа што понатаму планираат да додадат многу други. Сега, тоа што сакам да ви го покажам е дека сите овие големи корпорации се релативно нови во криптосекторот, односно дури сега званично, значи нормално секој од нив претпоставам дека и претходно биле, значи званично сега официјално почнуваат да инвестираат во криптосекторот. Со тоа што баш убаво кажува тоа. Значи ако се сеќавате, јас ви го напоменав, сите го игнорираат. Значи пред само неколку месеци официјално BlackRock стави биткоин на својот баланс шит, на своето портфолио. Тоа е многу битен момент, затоа што BlackRock официјално моментално ви кажува дека почнува да се шири во крипто. Зошто тоа не го прави јавно? Зошто BlackRock не излезе на вестите да каже да, ние излегуваме и купуваме, не знам, 2 билиона во крипто. Значи не го прави тоа затоа што на тој начин ќе зезнете целата оваа стратегија која што имаат богатите. Се движиме кон она bottom line. Значи крипто е непобедливо. Крипто не може да го уништите затоа што крипто само ќе се пресели ако се обидувате да му направите бен. Проблемот е што треба да го купите кога никој не го сака. Треба да направите паника, да го купите кога е ефтино, за утре да го продавате по ваша цена. Кога вие контролирате поголем дел од ваквото нешто, може да го продадете по која цена сакате. Така да, гледайте го ова. Значи BlackRock is committed to operational excellence, само момент, погоре беше ако не слажам. Да. Значи ево во BlackRock и понатаму продолжуваме да истражуваме во дигиталниот екосистем. Посебно во сега овдека нели permissioned blockchains, во превод не public blockchains, туку permissions затворен тип на блокчейни, кои што се ограничени на оно што моментално го користите, и токенизација на stocks и bonds, а токенизација представува NFTs. Така да, они веќе кажуваат, значи, гледате што вели, додека индустријата полека созрева, значи, очигледно се уште постои висок ризик и е потребна регулатива на овој пазар. Че они кажуваат дека е потребна регулатива, но веќе влегле на пазар. Што треба да ви кажувам многу. И уште еднаш ќе напоменам, сите овие корпорации, ево дека пишано. Значи Fidelity влегува, само да видам точно кога, значи пазите што вели. Fidelity моментално почна да нуди крипто тргување и крипто custody services на ритейл, односно на секојдневни физички и правни лица овој месец. Овој месец, значи на почетокот на март почнува да го прави ова, со цел да ја затвори дупката која што настана поради пропаѓањето на Silvergate. Значи Fidelity како една од најголемите корпорации ја превзема оваа услуга, но не да нуди банкарски услуги, туку да нуди custody. Наместо да купувате на Binance си го враќате назад во сопствениот wallet, ќе си купите на Fidelity, па он ќе ви го чува. Melon, истата ситуација, едни од најголемите. Во 2000 касни, да речем, по крајот на 2022 година, иста ситуација, значи наеднаш големите корпорации влегуваат, а ги чистат овие мали банки кои што досега имале невиден профит од соодветно давање на услуги на големите криптоменувачници. Дали гледате што се случи? Значи оваа вест е многу битна и треба да следиме будно. Значи наеднаш се дозволува преку овие компании само на луѓе кои што се кредибилни инвеститори, односно верификувани инвеститори, а тоа се луѓе кои што имаат огромен кеш кои што не сте вие и јас. Односно, за да бидете verified investor, во Америка треба да имате приход на годишно ниво повеќе од $200,000 и да се регистрирате како verified investor, за да може да тргувате и користите акции, крипто и слично, а се повеќе се обидуваат тоа да го ограничат на една група на луѓе со цел не секој да има пристап до крипто, во исто време го паничат народот дека нели криптото е лошо. Чи имајте од тоа предвид. Следно, ова е многу битна работа исто така, ако се сеќавате, ја следиме оваа ситуација будно, со тоа што Нигерија во оваа ситуација се наоѓа во многу лоша состојба, затоа што, ако се сеќавате, само на кратко ќе објаснам оваа ситуација, гледајте како успешно го направија тоа. Централната банка во Нигерија не можеше уште од 2019 година да ги натера собствените луѓе да го сменат својот кеш и своите сигурни пари во Наира, односно CBDC проектот на Нигерија. Зошто е тоа така? Затоа што првенствено верувам дека многу од нив не знаат дека постои таков ризик на целосна контрола, но не се навикнати и не сакаат да зависат од нов систем, подобро им се допаѓа да работат со кеш. Што направи?
Прво забранија кеш, значи забранија да се користи во однос на тоа дека може банкоматите да повлечете само одредена сума. Например, на неделно ниво имате само одредена сума која што може да ја повлекувате. Така да на тој начин вас ви направила целосна блокада на користење на вашите пари на располагање, како на физички така и на правни лица. А второ, затоа што и тоа не успеа, најави дека ќе ги менува валутите сега, значи вие кажувате дека за 2 години ќе немате веќе кеш валута, а во исто време одлучувате да ги менувате банкнотите. Зошто е тоа така? Затоа што јас ви велам дека до овој датум мора да ги донесете сите пари кои што ги поседувате во банка и да ги замените за нови валути, затоа што нема да ви важат. Со тоа што вие кога доаѓате во банката ви кажува дека едноставно новите банкноти не пристигнале. Што значи единствен начин на кој што може да го направите тоа е да ги дадете вашите кеш, да го дадете вашиот кеш капитал, а за тоа да добиете за возврат наира на нов CBDC wallet, што значи дека вие фактички автоматски правите капитулација и немате друг избор освен да ги предадете оние кеш валути кои што ги имате за да добиете наира. Значи ваквата принуда вели вака. Значи моментално CBDC наира адаптацијата spikes due to cash shortages. Гледајте какви мајмуни. Значи го направија тоа за да ги натераат луѓето едноставно да мораат да си го предадат кешот и да добијат CBDC. Сега, памтете ми го зборот. Ово што гледате како успешен пример во Нигерија, затоа што нормално Балканот, Африка, Блискиот Исток, тоа се експериментални глувчиња каде што си тестирате се што сакате после да видите како да ги имплементирате во вашата прозападна држава со цел да не мора нели да минете вие ни сето ово што поминале нигериците. Така. Па гледајте моментално што направиле, памтете го ова, кога ќе видите следно дека во Париз има шортич на кеш и дека изборот е евро или ништо, овдека потекнува сето тоа. Само да имате во предвид како моментално централните банки се обидуваат тоа да го применат на принуден начин. Значи ве принудуваат да немате друг избор. Па крипто е одговорот. Значи не може никој да ве принуди криптото да го вратите затоа што криптото нема рок на траење. Криптото не може да го менувате, значи тоа е, го имате и крај. Така да на некој начин јас не можам да ви кажам што да правите сопствениот кеш, но можеби не е лоша идеја да размислите дека навистина децентрализирана солуција како крипто е начин на кој што може да се штитите од ваквите принуди на централните банки кои што доаѓаат се повеќе. Така ќе биде начинот, верувајте. Deutsche Bank shares plunge default insurance source amid more banking panic. После падот на швајцарската банка, најголемата германска банка Deutsche Bank моментално има пад на акциите. Јас никогаш не ги зијам овие директно информации како вистина, секогаш тоа го проверувам. Вала. Значи ова е тикерот моментално на Deutsche Bank, кој што од почетокот на март, кога истата оваа акција била негде околу 11,5 евра, моментално на крајот од оваа недела вреди 8,5 евра. Значи тоа се 3 евра по акција помалку за само еден месец, што е премногу, значи премногу за ваков тип на институција, тоа се 26% загуба на вашите капитални вредности кои што сте ги внеле во акции во Deutsche Bank. А ова е најголемата германска банка. Што значи дека она што постојано ве лажат, дека готово заврши банкарската криза, нема врска, очигледно тоа го кријат со тоа што се обидуваат сите овие работи да ги стават под тепих. Кој видел, кој не видел, тоа е тоа. И се уште се обидуваат да ви кажат дека се оди добро, само вие чувајте кеш и немој да се секирате за ништо друго, додека инфлацијата ви ги уништува парите, или ставете ги во банка, чекајте истата да колабира. Само толку ќе ви кажам, вие си знаете што понатаму, но ова се работи кои што треба да ви ги даде некој дознаење за понатаму да одлучувате што правите сопствениот капитал. Затоа што не ви е безбеден. Банките кои што постојано ви кажуваат дека се безбедни, не се. Значи најголемата германска банка, Германија е најголемата финансиска моќ во Европа. Значи нивната банка изгубила 26% во акции, во вредноста на акциите за само непол месец. Понатаму размислете вие колку сте безбедни. Истата ситуација како во Америка, ова што го видовме моментално, каде што на големците им се дава начин да купуваат крипто, додека на другите им се вика дека крипто е без никаква вредност, истото можеме да го видиме и во Европа. Сега, колку е ова вистинито, не знам, не можев да најдам соодветни. Ова беше единствената вест која што ја добив од Дарко Јошев и не можам да кажам дека е сигурна, се додека не се појави ова како официјален скандал со официјални докази, но ако се сеќавате, теткава, значи морам да ви покажам која, нели, една од моите омилени. Значи после таквите фаци како
Со тоа што ваквата бабетина, која што е одговорна за Европската централна банка, која што постојано кажува истото, дека криптото нема никаква вредност, наводно хакери паднале на нејзиниот акаунт, каде што успеале да најдат пораки со кои што, како разговара со други колеги од демократската Европа, дека веќе има купено биткоин и дека тоа е на некој начин иднината на финансиите. Сега малку ова изгледа пластично, не верувам дека некој вакво нешто би си дозволил да пише, но од овие евро империалисти ништо не ме чуди, дека наводно она што го купила е паметно затоа што барем нешто од нејзиниот капитал ќе остане кога сето ова ќе изгори, наводно. Значи буквално така е запишано. Проблемот е што јас ваквите пораки не успеав да ги најдам, наводно хакерите ги објавиле јавно. Би ве замолил доколку некој го видел ова да го стави во коментар под видеото со цел да можеме да видиме што уствари тоа било. Би сакал многу да знам затоа што пак ќе кажам едно од моите омилени фацки. Значи вакви диносауруси одлучуваат за иднината на финансиите, пошто верувам дека е она детално запознаена со крипто и неговата вредност. Додека во исто време, како вакви фацки викаат дека нема никаква вредност, 1200 банки во Германија преку, сега ова не се различни банки, ова се уствари 1200 експозитури на банки, кој што успеав да разберам, преку вака сега, Wertpapier Service е уствари соодветна услуга која што ќе биде, сега тоа се биде значи како платформа, која што како таква, значи ова VPNex е уствари платформа која што се воведува преку оваа банка, која што на сите своји експозитори, склучувајќи ги и банките MLP и DZ банк, значи верувам моите братучи да Берлин знаат точно што зборувам, не ги знам овие банки, ќе воведат значи услуга во која што ќе може во вашата банкарска сметка како волет да чувате и крипто, со тоа што уште еднаш морам да напоменам, ова не е децентрализиран новчаник, ова не е cold wallet, ова е само во банкарската сметка која што имате како апликација, може да видите колку евра имате и колку, не знам, етериум и биткоин има. Тоа е тоа, но како и да е, ова е масовна дотација, со оглед на фактот дека со ваквата услуга 1200 различни експозитури на вашата апликација ќе ви пратат апдейт со кој што ќе ви се појави покрај евро и долар знакот на биткоин и знакот на етериум. Ова е голем исчекор за понатамошна дотација на крипто во целиот свет, затоа што ова е припрема на Мика во Европа. Еве како изгледа, значи тоа е тоа што јас постојано кажувам, сме чекор од масовна адаптација без разлика кога Кења, со тоа што масовната адаптација очигледно ќе биде прикриена од ваков тип на ситуации, каде што големците треба да купат пред помалите за да може да им го продаваат на помалите подоцна. Нормална работа, ништо ново, со тоа што уште една битна работа. Моментално, значи, се спрема, значи, европскиот банкарски авторитет, како и да се нарекува, моментално спрема ново тело кое што ќе биде базирано во Париз и кое што ќе биде исклучиво наменето за регулатива на стейблкоини и на криптовалути. Така да ова е уште една припрема за Мика, која што треба во текот на оваа година да стапи во сила, иако треба да биде гласана во следниот месец, треба да стапи во сила, да бидеме реални. Верувам дека нема да има проблем со изгласување на овој закон, со тоа што ваквата ново тело веќе моментално има активно вработува криптоексперти кои што ќе треба да работат на регулатива и на регулирање на овие криптовалути. Верувам дека тоа ќе биде како некој начин централен орган кој што треба да координира со останатите држави, кој што секој од себе треба да има свој орган, согласно со Мика, кој што ќе прави да одредени проекти кои што сакаат да бидат адоптирани во земјата и легални, мораат да се регистрираат и да исполнат одредени услови. Тоа е идејата на Мика, со тоа што гледаме дека на дебело се спрема моментално адаптација на крипто во Европа, така да уште еднаш ќе напоменам, не гледајте што ви кажуваат, гледајте што прават. Значи не може вие да правите ваков орган во Париз ако нема потреба од истиот. Бидеме реални. Со тоа што можеме да видиме дека ваквата банкарска криза и ваквата генерално финансиска криза моментално му даде залет на крипто светот, со тоа што биткоин моментално е над JP Morgan и Visa по market cap, но не само над овие. Јас затоа и го отворив ова, затоа што пак ќе кажам, едно е кога гледате на статија, друго е кога го проверувате самите за себе, така да по денешните маркет капитализации
Биткоин моментално има 533 билиона, со тоа што го става веднаш под Мета, иако беше над неа, ова е последниот пат кој што го бутна, значи одма под Тесла фактички го става, затоа што ова е буквално само денешниот пат, значи ова е само 1 билион му бега Мета на биткоин, со тоа што гледаме дека многу, не само JP Morgan, значи гледате колку големи корпорации моментално се наоѓаат под биткоин по маркет кап. Така да ова е голема работа што ви покажува дека биткоин не е мала ствар, дека се наоѓа помеѓу джиновите на финансиското поднебје, со тоа што не само најголемите компании во светот, туку и 97% и повеќе од S&P 500, тоа се 500 најдобри компании во Америка кои што даваат таков индекс заедно, за да се види која е на некој начин силата на економијата во Америка. Значи вели дека е подобро 97, зборуваме outperform, односно направил подобар перформанс, значи повеќе во профит од 97% од компаниите на S&P 500. Со тоа што гледате го, тоа е колку беше пред само неколку дена кога излезе оваа вест. Гледате денес. Значи денес, ако погледнеме, сме се точно само до денес, од почетокот на оваа година, значи сме моментално, само момент, не ми ставаме магнетот, уште еднаш. Добра. Значи моментално сме во вака 67,46 профит од почетокот на година, ако сте инвестирале на 1 јануари. Тоа моментално можеме да видиме дека го става на многу повеќе од 97, односно на скоро 99, затоа што само една компанија успеала да направи подобар профит од биткоин, а тоа е Nvidia, знаете и сами, производството на компјутерски хардвер. Така да само една компанија од 500 најдобри компании во Америка има подобра заработка од почетокот на годинава од биткоин. Че тоа треба да ви каже доста. Битна вест од криптосекторот, која што е многу битна, е дека конечно ZK Rollups на EVM, значи Ethereum Virtual машината, се лайв. Верували или не, направени се од Matter Labs, че јас верувам дека понего ќе успее да ги направи прв. Со тоа што морам да разгледам, можеби ова е само некоја компанија која што е во склоп на Polygon, не сум сигурен, морам да седнам да разгледам ова соодветно. Го прочитав артикалот, но се уште има доста за да разгледам што случува со ZK Rollups. ZK Rollups неколку пати ги спомнавме сега, представува уствари следниот дел на Ethereum, односно шардинг, кој што не може да биде овозможен без оваа технологија, која што се уште, иако е технички докажана, се уште до денес не беше реализирано. Со тоа што дури и сега оваа компанија Matter Labs, ZK EVM Rollups ги пушта во алфа верзија, односно се уште не се комплетно пуштени за целосно употреба на пазарот и како такви се уште ги тестира со цел да види дали има одредени багови кои што може да направат проблем, затоа што знаете и сами дека избрзан апдейт, избрзана нова технологија, најчесто се случува да има хакови кои што потоа губат многу пари, нели, од овие протоколи. Така да моментално, значи официјално е пуштен во употреба овој ZK Rollup, иако треба да седнам добро да видам што уствари што представува како технологија пред да продолжам да зборувам за него, сакав само да напоменам дека официјално ова е првиот проект на ZK Rollups кој што официјално функционира. Значи зборуваме во алфа верзија, тоа значи дека активно може да се користи и работи со него, а како што кажавме, тоа во кратка црта представува наместо да запишувате една, значи ова е секундарна солуција, значи нели second layer solution, која што наместо да запишувате секоја трансакција на блокчейнот, вие ги групирате на second layer поголемиот дел од трансакции и како такви, како сноп од трансакции ги запишувате како една на main layer, на првиот. Во оваа ситуација на пример групирате 100 трансакции на Polygon и како такви, како една трансакција ги запишувате на Ethereum, што многу го забрзува основниот, односно base layer на еден протокол. Повеќе за тоа ќе поразговараме кога ќе имаме соодветна материја, можеби ќе биде и посебно видео, останува да видиме, но ZK Rollups заслужува посебно видео затоа што како AI, така и ZK Rollups ќе бидат едни од главните двигатели на овој bull market, барем тоа е што верувам, затоа што кој ќе успее да развие и активно користи ZK Rollups ќе биде прв на пазарот и ќе биде исклучиво побаруван од останатите протоколи. Затоа што ZK Rollups го забрзуваат блокчейнот во било кој од овие проекти енормно. Значи станува збор за невидени досега брзини кои што се уште треба да бидат дури и тестирани за да се види како тоа ќе делува на одреден блокчейн, што значи дека ZK Rollups ќе бидат
еден од најголемите двигатели во однос тоа кој ќе успее прв да ги употреби и да ги адаптира за останатите блокчейни. Следно нешто што мораме да разговараме, уште една се враќаме на фадот во Америка, значи додека на Nasdaq во целата оваа паника му се дава да работи со крипто, значи дури кажуваат како активно работат на земање на сите дозволи кои што им се потребни. На Coinbase кој што представува нели врата до обичните смртници да купат крипто, во моментот пасете ово. Значи сек му праќа ова Wells Notice дека ќе биде тужен поради своите стейкинг услуги. Знаете кога? Значи пазете го. Coinbase праќа до SEC да му бидат пратени како се фактички процедурата за да бидат регистрирани, нели, како да се регистрираат, како да бидат соодветно со законот кој што не постои, и наместо да добие одговор, SEC му враќа Wells Notice, односно дека ќе бидат тужени наскоро. Значи, гледајте која иронија, гледајте кој морон од систем го има. Значи, наместо да им помогнете, затоа што Coinbase представува poster child, значи, уште од почетокот Coinbase се оние кои што највеќе се во склоп со регулативата, се што побара американскиот систем направи е KYC, чуда се. И најнаш наместо да им помогнете и да направите пример од нив, дека ете некој соработува со SEC, се обидува овој невидлив закон кој што никој не го прочитал да го испочитува, наместо да им помогнат, ги тужат. Значи стварно е смешна ситуација, како да ви објаснам, значи ова е како да станува збор за Уганда и Бурунди, а не за, извинете, ги навредив Уганда и Бурунди, ги споредив со ваква неспособна држава како Америка, се извинувам на Уганда и Бурунди. Како и да е, следна битна работа која што сакам да ја напоменам е Tether, значи самата Tether компанија која што е одговорна за USDT, моментално излезе со изјава, значи ова е свежо од вчера, дека има дополнителни 1,6 билиони кои што треба да представуваат дополнителен капитал во случај да има bank run, со кои што ќе имаат дури повеќе од овие 79,5 билиони кои што моментално се најголем маркет кап на stablecoin, со цел да ги покријат потенцијалните загуби доколку има bank run на USDT. Тоа е добра работа, но повторно не заборавајте, ова е нивна изјава, значи кога ова би било потврдено од соодветен финансиски субјект кој што би направил аудит на оваа компанија, тогаш нормално би можеле да разговараме дека ова е вистината информација, сега за сега е само нивна изјава. Значи, колку и да се обидуваат тоа да го прошират како добра вест, да, во ред, мене ми се допаѓа, така треба да биде, но тоа не го менува фактот дека тоа треба да го направат преку соодветна финансиска институција. Односно, сакате ова да го направите, ангажирајте соодветна финансиска институција од типот на сметководителна финансиска институција, која што ќе може да направи, значи, она да ги изброи вашите средства, да ги види, дека ги поседувате и да може да каже да, ние со нашата репутација како сметководствена компанија велиме дека нели проверивме и во тој момент ќе имаа овие средства кои што велат дека ги имаат. Така да затоа и не верувам на Tether, затоа што досега скоро и да немаат направено ваков тип на аудит и кога го прават како да ви кажам. USDT искрено, колку и да моментално го вреѓено, колку и да е несигурен, испадна еден од најсигурните, но тоа не го менува фактот дека се уште е под голем ризик од напад од Америка, уште еднаш ќе го напоменам тоа. Значи овие 10% кои што ги имаме се уште се во BUSD, затоа што верувам дека Binance како институција е многу побезбедна од USDT, со оглед на фактот дека не представува директен ризик по финансиската стабилност на Америка, додека USDT представува. Така да поради ова, се уште оние 10% кои што ги поседуваме ни се во BUSD, сега за сега. VeChain моментално интересна работа. Значи, знаете дека VeChain главната корисност омилениот на Бобан Досев, значи тоа ќе биде следниот кој што ќе го додадеме на нашето портфолио во следниот момент кога ќе имаме купување од регуларното нели нашите регуларни приходи. Тоа ќе го направиме во VeChain, одлучивме и во дополнително во Chainlink. Значи тоа се двата следни кои што сакаме да ги додадеме и надградиме, со оглед на фактот дека Chainlink најчесто досега, барем во претходниот bull market, се покаже како прв двигател на bull marketот, иако тоа не мора да се повтори, Chainlink има дебела позадина за тоа што е во нашето портфолио, додека VeChain се уште го немаме и тоа е една од работите кои што не е проблем, треба да го имаме наскоро, така да наскоро ќе го додадеме кога ќе видиме дека има соодветен момент за тоа. Во однос на вестите за VeChain, моментално VeChain е првенец во следење на waste management, односно на чистење на океаните. Исклучиво се наоѓа во овој сегмент, каде што VeChain како блокчейн моментално ги следи бродовите кои што имаат
Со тоа што VeChain во оваа ситуација знаете и сами дека е првенец во следење во светот, односно VeChain самата технологија е направена претежно за тракинг на одредени, првенствено беше тоа, скапи добра, односно кога сакате да направите шипинг на нешто низ целиот свет, најдобриот начин да го следите каде се наоѓа и што моментално се случува со вашиот пакет е преку VeChain, че тоа беше неговата идеја првенствена, со тоа што гледаме дека моментално својата технологија ја проширил кон оние големи, така речено, зелени проекти на чистење на пластиката од океаните, каде што VeChain не само што ги следи бродовите и нивното чистење, туку и пластиката низ целиот океан, верувале или не, односно не знам како треба да го видам тоа, баш и мене ме интересира, успеале да направат тракинг на тоа каде се наоѓа најголемиот дел пластиката низ океаните со цел да ги да ги насочат овие бродови да можат да имаат што подобар ефект во чистењето и тоа не само што колекционирањето на оваа пластика, туку до нејзино целосно рециклирање во фабриките. Значи целосно целиот овој како да кажам начин на следење на оваа програма е направен преку VeChain. Тоа е доста интересна работа, морам да признаам. Интересна вест исто така доаѓа од Ел Салвадор, каде што прво да поменеме уште еднаш дека ризиците кои што Ел Салвадор ги поседувал од интегрирање на биткоин во својот финансиски систем, според IMF, не се материализирани. Уште еднаш морам да напоменам, не се материализирани. Че ова за целиот свет е многу битна работа, затоа што IMF им кажуваше на Букеле и на Ел Салвадор дека кога ќе пропаднат, нема да ги спаси. Очигледно не се материализирале. Ќе напоменам уште еднаш, затоа што е многу битно, потретувам. Така да во оваа ситуација сега моментално многу паметно од негова страна се обидува да ги отстрани деносите за било каков тип на проекти од АИ и техничка иновација, односно сите оние проекти кои што моментално имаат потреба да се лоцираат себе си во Ел Салвадор, нема да плаќаат данок на она што го работат, како и на техниката која што им е потребна, така да тоа е многу битна работа со која што јас верувам дека Ел Салвадор се обидува да привлече што повеќе проекти од повторно, АИ претежно е дел во крипто секторот, сакале ни или не, како и тех иновативноста, нормално јас верувам дека ова највеќе е значи назначено за мајнери, за препоставувам таков тип на тех иновативност која што во случајов би била најсоодветна за Ел Салвадор, така да тоа е добра вест, се надевам дека и понатаму ќе продолжат на истиот начин. Сега интересна работа која што ја побара од нас Александар Македон, еден од оние најверните на каналот, значи ни побара да објасниме како функционира една алт сезона, со тоа што овдека е многу добро тоа објаснето во оваа слика, пратено од Иле Кочишки на место, значи точен одговор на прашањето кое што требаше да го направам, ова е многу добро направено. Значи вели вака. Еве ќе ги преведеме сите овие фази за да ви биде јасно прилика како тоа изгледа. Значи прво секогаш знаеме сами дека најпрво доаѓа биткоин. Значи најпрво доаѓа капитал во биткоин, што можеме да го видиме во секој од овие стадиуми на раст нагоре, но најчесто кога станува збор за blow off top, последната е најдраматичен, највидлив. Каде што прво се движи биткоин нагоре, за потоа моментално целиот овој практично капитал кој што го има биткоин да се одлее во етериум. Зошто е тоа така? Значи размислувајте како трейдер. Ако вие дека сте направиле огромен профит во биткоин и сте свесни дека биткоин го постигнал својот врв, нормално е дека знаете дека поголемиот дел од капиталот ќе се одлее во етериум затоа што и вие сте еден од нив. Односно, ги вадите вашите капитални вредности и ги префрлате во етериум. Етериум го добива својот врв. Следно што се случува нормално, кога етериум ќе го добие сопствениот врв, нормално луѓето сваќаат дека следно секогаш се случува да ваквиот капитал се одлее на најголемите, односно large caps, како што на пример во претходниот bull market повторно беа вообичаените Ripple, Cardano, Solana, DOT и слично, кои што нормално добиваат свој памп за на крај сето тоа да се префрли на алт сезоната. Сега, за жал, претходната сезона не можеме да кажеме дека тоа беше така. Јас би сакал ова да ви го покажам како изгледа и соодветно сликовито, односно ќе го земеме нормалниот чарт на биткоин, каде што овдека ќе ги споредиме, но во 2017 година. Затоа што во 2021 не беше стандарден, затоа и многу од нас промашија, така речено да извадат профит. Значи овдека ќе го ставиме Ethereum, ќе го додадеме Ethereum USD, на секогаш го додаваме, значи ќе го земам Binance, затоа што Binance е користена и претходната, значи New Price Scale секогаш,
Значи, за да погледнете како тоа изгледа, гледате сега моментално и ќе го сменам на недели за да видите точно како тоа се одвива. Значи, моментално ни е потребно овде, ево вака, гледате сега. Значи, Ethereum ќе го додадеме и потоа ќе го додадеме од 2017, например, Ripple исто така има еден од најголемите успеси, USD, со тоа што исто ќе го додадеме на Binance и гледате моментално како тоа изгледа. Значи, гледайте, иако во случајов, добро, во случајов Ripple има прв, но да речеме ќе ги земеме останатите small cap-ови во тоа време, тоа би било како, например, можеме да го земеме ADA исто така има успех во овој bull market, значи, еве ќе го додадеме за да видите како тоа изгледа. Ко забелја повторно ми се погоди исто во сам момент. Добро, ова е ADA. Значи, оно што сакам да ви го кажеме дека најчесто овие помаливе добиваат наследниот ран откако Ethereum ќе падне, еве, ќе го земеме вет, например. Добро, некогаш се случува истите да бидат паралелно со очигледно со тама вет не е од 2017 година. Само момент да најдам некој што од вет. Значи, еве, на овој чарт ги додав, за да не мора да одземаме многу време, значи ги додав, моментално ги имаме Bitcoin на дневно ниво, потоа ги додадовме Ethereum, Tron и BNB, кои што се сите присутни во тој bull market, тоа што можеме да видиме дека ако го расшириме ова по едноставно можеме да видиме дека после Биткоин, врвот на Биткоин очигледно како со тоа што дека можеме да ги видиме како изгледа тоа кога конечно од Биткоин почнува да се префрла овој капитал во останатите криптовалути, со тоа што овдека Ethereum го нема тој момент, но се очекува дека веќе ќе го има затоа што е второ по големина, каде што прво би бил он овде како следен памп, па потоа да се случуваат памповите на големите како што е BNB и Tron, for example, например, каде што во оваа ситуација гледа како изгледа. Значи, едноставно, целиот капитал кој што бил во Биткоин се префрла на Ethereum и на останатите големи капови, пред сите да се придвижат надолу кон следниот bull market. Така да имајте го тоа во предвид, така оприлика изгледа еден bull market, затоа секогаш се чека прво да заврши целосната експлозија на Биткоин, пред сето тоа да се одлее во останатите, а за тоа на крај да биде и фактички одлевање како од големите, така и во сите шиткоини што може да ги замислите. Значи, затоа на крајот на bull маркетот се пумпа, без разлика дали е со фундаменти или не, односно дали представува добар проект или не, се пумпа, така да имајте го тоа преви следен пат кога ќе бидеме во bull маркет, дека тоа е еден од моментите кои што може да го очекувате, затоа и многу од луѓето не знаат кои од овие проекти вредат, затоа што се наоѓаме во момент каде што се движи нагоре. Така да тоа е една од работите кои што мораме да ги напоменеме за крај на еден bull маркет, но ќе разговараме има време за тоа. Сега на крај имам уште две работи, едно е пампот на Ripple кој што се уште трае, очигледно, а второто е ова е интересна работа која што ми ја пратија двајца, а тоа е Кико Крстевски и Дарко Јошев, а тоа е периоди во кои што се прават најдобри пари. Значи овдека можеме да видиме еден, како да кажеме, една графа од 1927 година. Не знам кој ја направил, но секоја чест многу добро ги поминал овие моменти, со тоа што ова се на некој начин според самата графа, вака изгледа самата графа, значи вака е официјалниот документ, во кој што можеме да видиме дека во однос на овие нормални циклуси на години, можеме да видиме години во кои што имаме, како што можеме да видиме, тешки времења, односно економска пропаст, така речено, односно најлошите години во речем историјата на човештвото. Имаме добри години во кои што најчесто се прават сосема солидни пари и имаме години на паника кои што најчесто придвижуваат кон овие лоши години. Односно, ако го погледнеме ова до сега, како они тоа го направиле на ова парче хартија, да речем, значи 1911 година е пред почетокот на Прва светска војна, што значи дека паниката е оправдана, така. 1927 година е буквално пред почетокот на големата депресија во Америка, повторно оправдана паника. 45-та во оваа ситуација е крајот на Втора светска војна, така да можам да кажам дека е исто така оправдано. 1965-та во оваа ситуација, колку што можам јас да согледам, е или така речено средината на самата на ладна војна, или пак е почетокот пред онаа голема инфлација во 70-тите и 80-тите години, каде што Федералната резерва одвај успеала да ја регулира. И 81-та е единствената во која што навистина нема нешто што може да се каже дека е причина за паника, како што тоа го спомнал и самиот автор, додека 99-та година и 2019-та, исто така знаете сами, 99-та е пред .com bubble bustот, а 2019-та е пред пандемијата која што ја доживеавме. Така да, тоа може да погледнете на оваа шема, не знам кој го правил ова, но доста добро го погодил ова, со оглед на фактот дека е од 1927 година. Така да во оваа ситуација
Битно нешто треба да го забележиме е оваа долна графа, каде што се запишани годините во кои што треба да бидат тешки времења, каде што можеме да видиме исто така и 2023 година, а очигледно ова на некој начин луѓето кои што го анализираат кореспондира со моментот дека ќе имаме паника на пазарот, ќе имаме рецесија, што моментално гледаме пропратено со пад на банки и слично. Така да, во секој случај, јас верувам дека повторно ова е одличен момент за купување на пазарот, затоа што знаете дека секоја паника, секоја криза најчесто се враќа со уште поголем економски раст. Тоа досега се докажало не знам колку пати, со тоа што гледаме дека следната година која што се очекува да има многу добри времења е 2026 година, односно тоа би било негде една година после регуларниот бул маркет кој што би го очекувале на средината на 2024 и во текот до средината на 2025 отприлика. Така да ова на некој начин има некоја логика. Останува да видиме дали ова ќе се реализира, но е интересна работа која што ми ја прати, ја посакал да споделам со вас. Некогаш овие интересни работи, интересни анализи, верували или не, се случуваат, така да останува да видиме. И уште еднаш да напоменеме дека ова што го гледаме на Ripple, иако технички има многу голема основа, тоа е конечно пробивање на оваа долга тренд линија која што има уште од почетокот на, да речем, неуспешниот бул маркет 2021 година, па сега моментално се наоѓаме практично над неа и затоа имаме ваков бул, така речено, но уште една работа не е само тоа единствениот двигател. Главниот двигател на ова представува, ќе напоменам уште еднаш, очекувањето за позитивен исход на случајот Ripple против SEC. Останува да видиме како тоа ќе се реализира, но очигледно има многу луѓе кои што веруваат дека ќе има позитивен исход, затоа и гледаме формирање на нови китови и купување на огромни количини на Ripple моментално на пазарот. Денеска повторно, после оваа корекција која што ја добивме пред само еден ден, значи повторно сме 8,3% нагоре. Останува да видиме како ќе се реализира, но ако мене ме прашувате, ова се повеќе и повеќе изгледа на ваков тип на формација, иако ова треба да го анализираме на 4 часа, да видиме точно како изгледа, иако не сакам ова да го правам, но најчесто ваков тип на триаголници не знаете на која страна ќе се скрши, затоа што колку е повеќе врвот на долна страна, поголема веројатност е дека ќе имаме пробив нагоре и обратно, колку е повеќе врвот на горна страна, поголема веројатност е дека ќе имаме пробив на долна страна, но кога веќе се утврдуваат мети, во ваква ситуација се утврдува по најголемата можна оска, која што ја имате во овој триаголник, и очигледно било кој пробив од тука нагоре и надолу би ни дал потенцијални мети кои што би можеле да ги реализираме, со тоа што надоле ќе имаме ритест на оваа тренд линија, додека нагоре ќе имаме обид за пробив кон ова следно поле нагоре. Останува да видиме, ова е само една брза анализа, чисто да видите како тоа прилика изгледа, но како и да е, битниот момент е дека се уште имаме многу луѓе кои што очигледно веруваат дека овој проект позитивно ќе заврши во однос на судската постапка со Ripple и SEC. Така да, тоа е се што имаме да кажеме за вести. Уште еднаш ќе напоменам, гледајте да не го пропуштите видеото утре, ќе биде доста битно со цел да објасниме каква е можноста и како би изгледала една сцена на хиперинфлација на ваков тип на резервна валута на целиот свет, што би било и на некој начин голема победа на криптосекторот, кој што официјално би добил огромна сума, иако, значи тоа нема да биде званична вредност, но ќе биде затоа што вие кога имате хиперинфлација, односно преголема инфлација на една валута, автоматски добивате на вредноста која што ја споредувате со оваа валута. Повеќе за тоа утре, нема да должиме многу. Уште еднаш им заблагодарувам на овие кои што ни помогнаа со акумулирање на оваа материја и се надеваме дека како и секогаш ви се допаѓа материјата која што обработуваме. Нормално, ако ви се допаѓа, единствено што бараме од вас е да го споделите ова, што ние сме изгубиле време да го направиме со некој што сака да научи малку повеќе за криптосферата. Затоа уште еднаш ќе напоменам, само како заедница можеме да се пласираме уште подобро во следниот бул маркет, а тоа очигледно се случува. Така да ви благодарам на целата поддршка, на сите оние кои што гледаат, на сите оние кои што контрибуираат на каналот и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Кемичи.